Иако не беше точка на дневен ред, сепак ДУП-от за Карпош 4 главна тема на последната седница на Советот на општина Карпош. Советниците од опозицијата бараат да се додаде точка за донесување на одлука за повторување на анкетата за ДУП Карпош 4. Поради недоволниот број гласови, овој предлог отпадна. Советничката Магдалина Несторовска во незин стил, повторно со неаргументирани напади врз општина Карпош и градоначалникот Јакимовски. Немам намера да навлегувам во елаборација на правните лавиринти од аспект на небулозите зошто требаше да се соберат 6000, односно 10% на ниво на територија на цела општина, а не од една урбана заедница, затоа што тоа не е ниту моја надлежност како советник, ниту моја компетенција. На тоа градоначалникот и одговори. Крив ви е законот за референдум. Законот за референдум ви го донел вашиот премиер што се вика Владо Бучковски во јуни месец 2005 година. На 29 јуни тој закон за референдум е донесен токму од ваша влада и сега криви е законот за референдум зашто требало 6.500 потписи. Да не сакавте вие да се соберат 500 потписи ама од цел Карпош? И сега, не можете вие да се трудите да како малцинство во оваа општина да го тормозите мнозинството во општина Карпош. Советникот Иван Спировски причината за недоволниот одзив на граѓаните ја гледа во според него непристапниот терен на кој е лоцирана канцеларијата на ДИК. Вие ги искористивте сите алатки што ви стоje на располагање, а алатките знаеме дека се во ваши раце. И тоа е следно. Во собирање на потписи на тешко достапно место, ДИК, во Козле, но ете, тоа било законски, така се постапи. И на ова градоначалникот имаше одговор. Криви ви се сите, затоа што не успеавте да ги соберете потписите. Криво ви е местото каде што се собирале потписи. Потписите се собира тамо каде што се собира и за господинот Зоран Поповски за 1,5 ден 1500 потписи и за господинот Георги Иванов за 1 ден 1400 потписи. Каде се собира за сите, тамо и за вас. Викате тешко достапен предел. Граѓаните ќе добија впечаток дека на Шар планина сме ги собирале потписите. Тоа е во една наша урбана заедница. Со ништо не ви посметавме. Апсолутно со ништо. Вклучивте цела градска организација од Скопје. Со коли од центар, од јавни предпријатија и така натаму да се организирате, ама толку 2600 потписи. По обвинувањата дека ДУП-от е донесен во несоодветен термин, односно за време на летниот период, градоначалникот одговори. Се потрудите да ги излажете граѓаните дека сме го направиле тоа во лето. Еве го претходниот урбанистички план, потпишан од Трифун Трифуновски на 13 јули 2012 година. Лето ли е, јули или не е јули? Секретарот на општина Карпош формално правно го објасни начинот и постапката за донесување на ДУП-овите, кои секогаш треба да бидат усогласени со генералниот урбанистички план. Има закон кој што може да си го прочитате за просторно и урбанистичко планирање, ќе го упатам поточно од член 24, точка 10 од истиот, каде што вели, цитирам: доколку комисијата одлучи дека нацрт на планот со прифатените забелешки од јавната анкета претрпел значајни промени во заграда, промена на границата на урбанистичкиот опфат, промена на регулационите линии, промена на намената на земјиштето и промена на намената на и други промени, градоначалникот на општината нацрт на планот со вградените забелешки во планот повторно го става на јавна анкета и на јавна расправа. Значи, законот и членот е многу јасен. И покрај пропаднатиот референдум за собирање потписи за деталниот урбанистички план Карпош 4, советниците од опозицијата не се откажуваа од новите обвинувања дека градоначалникот и локалната самоуправа сакаат да им наштетат на граѓаните. За да стави крај на нападите врз него, градоначалникот Јакимовски со докази објасни дека сето ова е само една голема лага и дека со ова само се манипулираат жителите на Карпош 4. По кој знае кој пат досега тој беше дециден дека ниту педа зеленило нема да биде одземено за изградба на било каков објект. Лажете дека не сме ги објавиле, нетранспарентно сме објавиле постапката. Законот бара во 2 весника јавни и 2 јавни гласила, тоа е во Утрински сторено и во Дневник. Можам и да ви покажам, ако не сте виделе, еве ви, да си знаете, натаму барем во овој дел да не ги лажете граѓаните, еве ви ги во Утрински и во Дневник,
заокружено ви, ако сакате можам да ви го давам да си го имате, дека граѓаните се информирани така како што треба, како што пропишува законот. Ние функционираме врз основа на закони. Ние не можеме да правиме што сакаме. Вие правите политики во целата работа, а ние мораме да почитуваме закони, зашто ја водиме оваа општина, и второ нешто мора да подработуваме за разлика од вас, кои што само бистрите политики. Ние максимално транспарентно ја спроведовме постапката. Онака како што од нас го бара законот и онака како што секогаш сме работеле со урбанистичките планови на територија на општина Карпош. Тие исти планери превземале решенија во урбанистичкиот план исти онакви какви што биле решенија со претходниот урбанистички план, подпишани од господинот Трифун Трифуновски. Можете да ги погледате овде, значи подземни паркирања постоеле и во претходниот урбанистички план, донесен на 13.7.2012 година. Истите тие решенија се преземени и во овој урбанистички план, и тогаш на другарите од Социјалдемократскиот сојуз тие решенија не им смета, ама очигледно дека тие имаат еден памет кога се во опозиција, друг памет кога се во власт. Но јас сакам одговорно да им кажам на граѓаните на Карпош 4 дека ниту една педа зеленило, ниту едно дрво, ниту една тревка ќе биде пипната во Карпош 4.